Почитувани македонци, почитувани албанци, власи, бошњаци, турци, хрвати и останати заедници кои живеат во Република Македонија. Честит суде! Социјал-демократскиот сојуз ја замолкна правдата во Македонија. Судовите и судиите под притисок на партијата на власт судат политички и под партиски притисок и директива. Терористи и тешки криминалци, убици, разбойници и кратци се на слобода и ќе бидат ослободени и во наредниот период од затворите. А нивните места се заменуваат со луѓе кои се невини, луѓе кои бескрајно се борат за зачувување на унитарниот карактер и историскиот идентитет на Република Македонија. Судот целосно се стави во политичка функција и наместо на страна на правда, прифати да биде на страна на политика која бара пресметка со сите оние кои не мислат исто како нив. Под притисок денес апелација ги отврли жалбите на тројцата наши браќа кои се во шутка. Под притисок апелација неодамна прифати незаконски следени комуникации по неколку предмети на СЈО да бидат докази. Со што? Човековите права, меѓународните норми и домашните закони, СДС, судот и Министерство за правда ги множат со нула. Апелацијскиот суд, како и се друго, е под огромен политички притисок да испорача тоа што го најавуваше Зоран Заев уште во кампањата која ја водеше пред изборите. Заев јасно им кажа на судовите дека притвор мора да има и ќе има. Им оставија простор на судиите да изберат меѓу сопствениот интегритет и делењето на правда врз основа на закон и реализирање на нарачките од Зоран Заев и центрите на моќ. Затоа во меѓувреме и беа најавувани списоци на неподобни судии кои немало да бидат реизбрани бидејќи се неподобни за новата власт. Почитувани браќа и сестри, почитувани граѓани на Република Македонија, животот нема реприза. Животот не учи на грешки, но не подсетува и на сите непредвидени ситуации во кои сме сите учесници. Кој го предвиде 27. април? Почитувана позиција. Може би вие да, вие може би знаевте и очекувавте или го подготвивте сценариото, но ние уставобранителите не. Ние не знаевме. Ние 70 дена одевме по улиците, пеевме песни и испраќавме пораки. Вие не повикувавте 70 дена на предизвик и искушение. Народот не можеше да ги исконтролира своите национални чувства. Но ние не сме обични смртници. Ние сепак на крајот ќе докажеме дека сме херои на едно време. А вие, почитувани, вие ќе се срамите самите од себе. И вашите деца ќе се срамат од вас. Се согласувам дека политичкиот живот е многу убав. Да, но кога реформираш и кога градиш едно демократско општество со мнозинско одлучување и позитивна оценка од надвор. Но истиот е многу суров, кога е едноумен, кога мисли само една глава и кога се прават лоши реформи. Нели треба да се радувавме на животот кој што доаѓа, на новото изгрејсонце? Нели Заев велиш дека Македонија блеска? Не! Заев, ти лажеш! Македонија е во мрак, над Македонија е надвиснат еден темен облак. Ова не е за пофалба. Не смееш да се фалиш насекаде во Европа, затоа што состојбата во Македонија е загрижувачка и итно бара решение за излегување од овој ќорсокак.
За некој смислата е и вечна борба. Борба помеѓу злото и доброто, меѓу војната и мирот, меѓу болеста и здравјето. Но за мене и за секој вистински родолюб, смислата на животот е да бидеме гордо исправени пред секоја препрека која ќе застане на нашиот пат. Да се живее, значи да се постои. Да се радуваш на успесите, да не тагуваш по несреќите и да бидеш оптимист. Живејќи треба да помагаме на луѓето, да делиме љубов, да делиме добрина и да очекуваме таа да ни биде возвратена. Да се бориш за своите идеали, да имаш свој цел во животот. Тоа е смислата на животот на еден македонец. Со сета своја сила треба да се бориме за животот да ни биде убав, но треба да запаметиме дека не треба да се препуштаме на судбината и да се помириме со неуспеси и грешки. Треба да бидеме трпеливи и треба да бидеме упорни. Верувам во судбинското, но сакам да ја изменам мојата судбина кон еден подобар живот кој што го заслужуваат граѓаните кои живеат во Република Македонија. Во ваква борба е мојата смисла на живот и смислата на живот на граѓаните. Животот е премногу краток за да се заситиш. Животот е премногу краток за да се заситите вие од СДСМ за сето ова што му го правите на македонците. Почитувани амбасадори, ќе ви се обратам и вам. Ве повикувам да издвоите 5 минути. Немау да издвојат 5 минути од нивното драгоцено време и да дојдат овде. Да дојдат овде и да појдат во затворите и да појдат во домашните кои што се во притвор. Да го чујат нашиот глас. Да го чујат гласот на Игор, на Владо, на Јане, на Бетмен, на Андреј, на Сашо, на Александар и на сите останати обични граѓани кои дел од нив 7 месеци гнијат во занданите во Република Македонија. Дојдете да се уверите. Ние имаме само едни искрени и чисти национални чувства. Да се уверите дека наш предизвик и наша иднина е Република Македонија. Република Македонија како унитарна држава, со историско име, со историски идентитет, со демократија, но и Република Македонија како идна членка на Европската Унија и НАТО. Вие знаете како да го направите тоа. Ние ќе ви помогнеме, затоа што ние сме уставобранители. Ви благодарам. Почитувани браќа и сестри, за утрешните активности